Сакам да дадам краток коментар кој се однесува на диагностичките можности во установите кои пружаат секундарно ниво на здравствена заштита во процесот на диагностицирање на ретките болести. Диагностичкиот процес на една ретка болест е сложен и долготраен, понекогаш има и повеќе годишна потрага до диагноза. Причините за тоа се јасни и познати. Веројатно и ние во текот на секојдневната работа треба и почесто да помислиме на ретка патологија, но и можностите за диагностика во секундарното здравство, особено во они установи кои располагаат со субспецијалистички кадар, треба да бидат подобро развиени. Исследувањата кои би биле направени во секундарно здравство овозможуваат понавремено упатување на селектирани пациенти до терцијарни установи. На тој начин специјалистите и субспецијалистите од терцијарното здравство ќе добијат појасна слика за симптомите и прецизни информации за болеста. Нивните исследувања ќе се надоврзат на тестовите кои веќе се направени во секундарното здравство. На тој начин ќе има секако оптимално искористување на ресурсите и дополнителна добивка на пациентите заштита во патните трошоци, затоа што ќе добијат услуги во местото на живење или во регионот. Тоа е накратко мојата забелешка во однос на диагностичките можности во општите клиничките болници. Да. Апсолутно сте во право. Се извинувам што многу зимам збор. Апсолутно сте во право. Ограничени се можности во секундарна здравствена заштита, се слагам. Може би немате магнет, може би немате квалитетен компјутер, може би немате кој да тоа ви го интерпретира, да кажеме, особено во детска